Културните работници кои се уште немаат земено плата за март, денеска излегоа на протест пред Министерството за култура. Својот револт го искажаа со гласна музика, свирчење и извици. Побараа почитување на колективните договори, достоинствени услови за работа и професионално управување со културните институции, ослободени од, како што рекоа, партиска контрола. Не протестираме за луксус, туку за уставно загарантирани права. Ние протестираме и меѓу распаднати книги и архиви, меѓу сценографии едни врз други, меѓу пожолтени ракописи и меѓу технички распаднати сцени и гледалишта. Министерот за култура Љутков им се извини и објасни дека причина за доцнењето на платите е усогласување на пресметките со Министерството за финансии. Атанасовска рече дека денеска биле доставени нови насоки за пресметка, а одредбите од колективниот договор нема да важат. Сега се дадени нови насоки, каде што на некаков поинаков начин се пресметуваат тие 10% согласно општиот колективен договор. Во моментов институциите не постапуваат по новите насоки, бидејќи на никого не му е јасно што во моментов треба да се направи. Мартовската плата на над 3000 вработени во културата доцнеше и лани поради истиот проблем. И на тогашниот и на сегашниот протест. Поддршка добија од ССМ. Минатата година кажав дека денеска ние дојдовме некој да го фатиме да плати. Кој ќе го фатиме? Тој ќе плати. Денеска го фативме министерот за култура да плати. Извини, Зоки, морално беше. Трендафилов вели дека покрај вработените во културата, без плата останаа и голем дел од вработените во јавниот и во приватниот сектор. Протестот заврши со интонирање на македонската химна. Да живее Македонија! Мартин Арсов, Сител телевизија.